Значи, и мојот колега беше во право кога потенцираше дека недоволниот локален економски развој доведе до тоа што да нема заинтересирани правни субјекти кои што ќе вложуваат во спортот во Битола, што е точно, на минато време навистина беше така. Вие сте многу млади, не ги знаете тие работи. И мојата колешка, која што спомена дека има заинтересирани субјекти кои што сакаат да вложат во фудбалот во Битола, е во право. Зошто е во право, сега ќе ви објаснам. Затоа што опозицијата во своите предизборни програми, во своите дебати и многу пати потенцирала да се донесе законот за спорт. ВМРО-ДБМН, вашата матична партија, 10-11 години на власт, зошто не го донесе законот за спорт? Каде што ќе биде регулиран начинот на финансирање на спортските клубови, како што е тоа направено во Европската унија или во некои национални системи на Запад. Значи се знае таму, ако правниот субјект, во зависност од неговата големина, какав е голем, какав приход, данок плаќа, колку стварува реализација, ќе биде регулирано колку пари може да оддели во одредена категорија на спортски клуб. Речиме, во зависност дали се тој клуб да игра во втора, трета или прва лига, големината на правниот субјект, законската регулатива да му даде можност да може одредена сума на пари да вложи во спортскиот клуб, со тоа што тој ќе биде освободен од одредени давачки кон државата. Ако тоа вашата партија го направише досега, ние денес требаше да дискутираме одеки на кој ќе го продаде фудбалскиот клуб. Значи сте немале желба да го решите. Затоа моите колеги се во право во дискусија. Ако мислите дека јас изелов надвор од дискусијата, ќе молам, објаснете ми. Благодарам.